Дури 313 амандмани се поднесени на предлог текстот на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц. Најголемиот дел доаѓаат од бугарски и грчки европратеници. Според текстот на Вајц, процесот на пристапување на Македонија доживува блокади поради различни неоправдани причини и Европската унија треба да изнајде гаранции да нема билатерални прашања после промената на уставот. Северна Македонија треба да ги усвои неспроведените уставни измени во согласно со незините заложби, за да можат веднаш да ги започнат пристапните преговори. Но бугарскиот европратеник Ивајло Валчев, кој доаѓа од владеачка партија во Бугарија, преку амандман бара да се потенцира дека процесот на пристапување е блокиран поради непријателската реторика на политичкото раководство во Македонија. Тој во дел од поднесените амандмани како аргумент го користи и гласањето во Обединетите нации. Неодамнешното воздржување на Северна Македонија од резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации за Украина и незиното коспонзорство на алтернативната резолуција предводена од САД укажува на неочекувана и жална промена во усогласувањето на незината надворешна политика. Грчки десничари пак побара името на државата Република Северна Македонија да се замени со Скопје, а тврди во ставовите беа и француските европратеници од десничарската партија на Марин Ле Пен. Според нив Европарламентот треба да го запре проширувањето. Цврсто ја отфрла желбата на Северна Македонија да се приклучи кон Европската унија, како и секое понатамошно проширување на Европската унија, бидејќи земите кандидати, особено од Западниот Балкан, се уште се далеко од исполнувањето на критериумите за политичка, економска и социјална стабилност. Инаку, освен политичкиот дел, известувачот Томас Вајц во предлог извештајот наведува дека е неопходна и борба против корупцијата и независност на правосудството. Европарламентот за извештајот и амандманите ќе расправа на 13 мај.